Почеток на подготовките за Еврофан Перистер 2. Господин Јович, збордва за екипата која што ја имате оваа сезона и планот на подготовки за новиот шампионат. Па добро, што се однесува до планот на подготовките ќе ги одработиме во 3 фази. Првата фаза од 19 до 31 ќе биеме во Битола, втората фаза е од 1 до 10 која се одвива во Маврово и трета фаза од 11 август до почеток до 8 септември ќе би во Битола повторно, каде што ќе одиграме и 3 пријателски надпревари со тимовите на Прилеп и Пролет, Тинекс Пролет и ќе учествуваме на меѓународен турнир Миленешковски во Прилеп од 31 јули до 2 август. Збордва за екипата, има некои новини, некои ракометари кои што ни се добро познати, тимот добива и на младост, но и неколку искусни ракометари кои што треба да ја водат групата. Така, мислам дека Еврофарм Перистер 2 ова сезона направи една добра работа, направивме добар концепт на млади и искусни играчи и мислам дека со добра работа, значи со посветена работа од страна на сите нас во клубот, може да имаме успешна сезона. И на крај збордва за амбициите, минатата сезона Еврофан Перистер 2 беше хит, успеа да обезбеди разигрување, плейоф, сезонава има нов систем на надпреварување. Какви се целите оваа сезона? Па така, сега со играње на Вардар и Еврофарм прва екипа во национално првенство, мислам дека оваа година ќе имаме доста квалитетно суперлигашко првенство. Има многу екипи кои ќе атакуваат на првите 6 места кои ќе водат во плейоф, така да мислам дека е неблагодарно во овој момент да прогнозираме што и како ќе се одвива. Со оглед дека оваа сезона ние се одлучивме да имаме една од најмлади бековски линии во нашето првенство и се зависи како сето тоа ќе го вклопиме. Па по тоа ќе видиме како ќе одговорат тие млади играчи на предизвик кој од страна на клубот ние како клуб ќе им го дадеме. Ќе имаат максимална поддршка од сите нас, така да мислам дека не треба да прогнозираме. Нормално целта ќе не би, ако ни се укаже шанса и да биеме меѓу првите 6 екипи, ако не, сигурно дека заслужуваме и по играчки кадар и по клубска организација да го задржиме статусот на суперлигаш.